почитувани, добар ден. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за економија, господинот Валјан Сарачини. Господине Сарачини, владата неодамна донесе мерки за штедење на електрична енергија по енергетската криза што го зафати регионот поради ниските температури. Какви се ефектите од тие мерки досега? Можам да кажам дека согласно мерките на владата, сега за сега имаме стабилен, и ефикасен енергетски систем. Мрежите се оптоварени, но може да не снабдат со електрична енергија. Првата фаза беше кон ограничување на уличното осветлување до минималниот степен на сигурност. Тука предвидовме и исклучување на сите светлечки реклами. Искрено тука немаме баш доволна добра соработка, да кажеме, со компаниите, што не е случај со градоначалниците, каде имаме над 95% одлична соработка. Значи, они го слушнаа нашиот апел и пристапија кон ограничување на уличното осветлување. Потоа одлуката исто така задржи одлука за забрана на извозот на електрична енергија, да не бидеме погрешно сватени ради тоа што сме ние увозно зависна земја од електрична енергија, сега забрануваме извоз, но тоа се работи за независните производители кои на некој начин извезуваат надвор од Република Македонија. Така да мислам дека овие мерки не беа толку ригорозни, но колку толку придонесоа да имаме доволна електрична енергија, односно таа заштита да се принамени кон други цели кои беа потребни за електроенергетскиот сектор. Една од владините мерки за штедење е и редуцирање на уличното осветлување. Дел од скупските улици се веќе темни, дел се делумно осветлени, но голем дел од плоштадот Камениот мост и објектите на плоштадот, како што се дел од Скопје 2014, се осветлени, тоа во неколку бои. Зошто мерките селективно се спроведуваат? За жал не се работи, селективно пристапување или пак следење на мерките на владата. Постои план, кој го направи ЕВН и го достави до комисијата, кои објекти е потребно да се исклучат во оваа фаза. Додека беше потребно, односно ситуацијата ескалираше, имавме навистина кризна состојба во енергетскиот сектор, во тој случај ние би преминале кон втората фаза, односно вториот план, каде се планира да се исклучат и повеќе објекти. Така да за првата фаза, односно планот за исклучување, беше целосно исполнет. Тој беше одобрен од страна на комисијата, но беше направен од страна на ЕВН, кои имаат увид врз тоа што најмногу се троши и кои објекти фактички најмногу трошат електрична енергија. Така да, првата фаза, и според сегашните временски услови, мислам дека ќе биде доволно за да не надминеме оваа криза и се надевам дека во една од наредните седници на владата и ќе ја укинеме оваа одлука за постојање на електроенергетска состојба. Енергетска ефикасност е тема што во секоја политичка платформа зазема место. Политичарите често зборуваат за искористување на обновливи извори на енергија во Македонија, дека има голем потенцијал за тоа, но граѓаните се уште не виделе некое спроведување на стратегија на таа тема. Зошто? Кажав, во Министерството за економија постои стратегија и постои национална програма за енергетска ефикасност до 2020 година. Таа веќе почнавме да имплементираме. Имаме прва фаза, имаме втора фаза и така натаму, односно имаме акциски план каде што се предвидуваат точни мерки, активности и планови како ние да ја испроведеме, односно да подигнеме свеста на граѓаните за енергетска ефикасност. Во моментов работиме и на нова програма за енергетска ефикасност во соработка со Светската банка, како што спомнав и претходно, во делот на јавните згради. Тука планираме сериозни активности во однос на јавните згради и како што спомна веќе согласно законските одредби кои се направени во Закона за градот, во Закона за енергетика, планираме да станеме лидери во однос на тоа колку нашите згради ќе бидат во иднина енергетски ефикасни. Така да, сите овие се мерки кои ние ги преземаме за да подигнеме свеста кај граѓаните. Колку владата размислува за енергетска ефикасност, например во проектот Скопје 2014, со оглед на тоа што тоа се огромни мирмерни згради кои што тешко би се затоплиле. А сметките за струја би отишле од џебот на граѓаните, односно од данокот што го плаќаат. Така,
кажавме, значи врз основа на нашите размислувања и нашите обврски кон европската легислатива, направени се и некои законски одредби во Законот за градба, во Законот за енергетика. Така да претпоставам, кога е направен и проект за Скопје 2014, предвидени се и енергетски ефикасни начини на изградба на тие објекти. Што е проблемот со проектите Чебрен и Галиште? Знаме дека станува збор за комплексен процес, но досега неколку пати тендерите се поништуваат, а еве и последниот тендер повторно заглави и владата побара дополнителни информации. Во што е проблемот со овие проекти? Така, значи овој проект, верувале или не, постои веќе 40-45 години, не сум сигурен. Оваа влада, значи, направи многу за да ги олесни условите и направи добра тендерска документација за да привлече многу повеќе потенцијални инвеститори, да кажем. Но до 15 декември, кога беше и рокот, ние добивме две сериозни понуди од страна на грчката PPC компанија, од страна на кинеската компанија. И двете понуди беа навистина квалитетни. Морам да споменам дека главен и единствен услов беше процентот кој ќе го понуди компанијата за учество на Елем во конзорциумот. Но имаше и други предуслови кои исто така се битни за комисијата да направи сериозна и квалитетна евалуација на понудите. Ние отворивме широка дебата на седницата на влада фактички после добивањето на евалуациите, но владата одлучи да почекаме уште некое време додека комисијата не обезбеди уште некои други стручни анализи за понудите, имајќи предвид се работи за навистина комплексен и сериозен проект кој ќе значи иднина за енергетската состојба во Република Македонија и затоа мислиме дека подобро да почекаме уште некое време, но сериозно да анализираме ситуацијата за да на крај одлучиме, се надевам позитивно, да се изгради фамозниот проект Чебрен и Галиште, кој ќе значи многу за економската и за енергетската состојба во Република Македонија. Знаете дека се предвидува, значи, да се произведат околу 1000 гигават часови електрична енергија, што ќе не доведе во ситуација и да извезуваме електрична енергија. Според анализите тоа ќе придонесе и да порасне, значи, бруто домашниот производ за 2% со почетокот на изградбата на овој проект и многу други економски енергетски бенефити. На социјалните мрежи се појавија слики и шеги за вашата физичка сличност со Брейк. Во еден весник се појави текст дека сте биле дел од грчки филм во улога на бизнисмен, ми се чини. Како сето тоа влијае на вас? На почеток, да бидам искрен, дел од тие вести почна да ме вознемират. Но со тек на времето веќе ми станува секојдневие и почнам да сваќам дека тоа е дел од оваа професија. Така да, некои од нив се вкусни и позитивно, но постојат и такви што се, ајде да кажеме, негативни и можат до некаде лошо и да влијат на моето расположение. Што ви остави најголем впечаток? Последната шега, каде што се појавија неколку вицеви на интернет и пишуваат дека Сарачини и Пешевски биле најромантични министри во владата, ради тоа што ја оставија цела Македонија на свеки. Така да ова ми остана последното, онака за паметење. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Ви благодарам и вас, почитувани, и вие го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.